Многу веќе се кажа дедеска во врска со нашата заедничка поддршка за Украина, за храброста и за истрајноста и за одлучноста на украинскиот народ, војниците, граѓаните пред непровоцираната агресија на Русија. Ги ве поздравуваме. Европската Унија е и ќе продолжи да биде еден од најголемите пријатели на украинскиот народ. Дали со удомувањето на украинците, 4,2 милиони украинци користат привремена заштита во европските земји. Дали преку нашата политичка поддршка, што вклучува историската одлука во минатиот декември да се отворат преговорите за прием на Украина во Европската Унија, или пак преку нашата огромна финансиска, економска и техничка и хуманитарна помош, како и нашата воена поддршка заедно во износ од 90 милиарди евра и многу повеќе следи. Европскиот представник во Врховната Рада за надворешна безбедност Јозеф Борел се присети на зашто е војнава. Рече, украинците секогаш знаат зашто се борат. Се борат за слободата на својот народ и на својата земја. Војниците се борат за нивното преживување, за животот на нивните семејства, за еднината на нивните деца, за нивната слобода, за нивната култура, за украинскиот јазик да не занеме. И продолжи и праша која е вистинската граница помеѓу Русија и Украина. Рече, фронтот не е само на бојното поле, колку и да е тоа важно, туку е политички граница помеѓу свет кој што владее законот и слободата и закон каде што моќни луѓе ја наметнуваат својата волја во своите општества без било каков почит за трети земји. Тоа е границата помеѓу демократијата и владењето на авторитаризмот. Ништо помалку од тоа. И токму затоа нашата поддршка е итна и клучна денеска, а беше пред 2 години. Токму затоа нашата поддршка мора да продолжи колку и да е потребно. Истовремено, не смееме да заборавиме колку вистински патат украинците и на фронтовите, и во градовите, во градчињата низ цела Украина. Во истиот говор во Врховната Рада, високиот представник Борел не подсети сите за што искусуваат обичите украинци секој ден. Говорејќи им на парламентарците, но и на целата нација, рече дека пред да дојдеме во Украина, проверив колку има сирени за противвоздушна одбрана од целосната инвазија на Русија. Имаше скоро 40.000. 40.000 пати украинците морале брзо да трчаат до засолништата. 40.000 пати семејствата трчале во подземните засолништа. 40.000 пати децата читале во подруми. 55 аларми на ден на прекрасни места како Харкив, Днипро и Лвов. Конечно би сакал да си давам слобода да не зборувам со своји зборови, туку со зборовите на другите. А особено би сакал да ги искористам зборовите на 2 поета. Добри поети помеѓу многуте украински. Првиот пишува елегии, украински поетеса Маријана Сава од Лвив. Јануари го растргна, се вика поемата. Јануари го кутна на земја, февруари го кукна на земја, пулкаше крв во снегот, го чекаше својот март, но не знаеше на кој брег да се фати. Боже, каков календар, удар по удар. Неговото срце доби лузни од такви чудни месеци. Декември
тажен октомври или горчлив ноември, каде дури дрвата растат наопаку, крошните на кај корењата, толку млад, само што почна да живее, а веќе целосно умира. Потоа еден ден војната умре со него и тој повторно се роди во мај помеѓу тревите. Или може би навистина и не умрел, туку само лежеше во тревата под широко небо, под небото. Сите се живи. Втората песна е од Анастазија Афаназиева од Харкив и говори за годината 2014. Се нарекува, вели, немаме вистински подрум во зградата. Таа вели, немаме вистински подрум во зградата, морав да заминам. Никој не може да се скрие таму. Чекавме цела недела да заминеме. Мажите на истурка, не бевме послаби, немаше место за нас. Во минатото размислувавме за убав мебел, за реновирање и слично, а сега мислиме дека подрумот не чини, нема да не заштити, ќе ни падне врз глава, полошо и од седење надвор. Ги влечевме нашите душеци и перници по подот, за да легнеме веднаш штом ќе почне. Легнувавме и останувавме таму. Мојот сопруг остана. Некој мораше да остане дома, инаку немаше да имаме каде да се вратиме. Може би онака нема да имаме каде да се вратиме. Тој го чува станот за никој да не се всели и да не ги присвои работите. Се веднаш неделно од некоја висококатница каде што магично нашол мрежа. Ќе ни каже неколку збора и ни спушта. Јас сум жива. Се слушаме следната недела. На пат кон пазарот куршуми ни фрчат, не прашаат кои се тие, на чија страна си тие, паднавме на земја и останавме да лежиме таму. На нашиот пат кон пазарот куршумите ни свиреа над главите, стигнавме овдека со една торба. Немаше доволно простор за луѓето, а камоли за стварите. Таа сега говори. Како што августовскиот воздух влегува во собата, во дворот моите соработници собираат презреани сливи. Минатата година беа таман, а годинава го пропуштивме времето, сега е предоцна. Јас слушам и не знам дали рајот и пеколот постојат. Сигурно мора да се одвоени со патувања во мини комбе, преполно со луѓе каде што има презреани сливи, каде што луѓето паѓаат на земја и ние живееме во овие моменти после смртта. Слава на Украина.